Една година откако се прославија со хитот "Не сум твој тип", оваа недела одек на веста дека Дупер се распаднаа. Односно, Илчо и Борис од непознати причини и дале отказ на тапанарката Мартина и поради тоа го загубија договорот со Авалон продукција. Причините од страна на Илчо и Борис за жал ќе останат се уште непознати, бидејќи момците и покрај поканата да гостуваат во ексклузив, сепак решија да останат воздржани на оваа тема, бидејќи они сега се звезди и си земаат за право да бираат каде и кога ќе се појават. За разлика од нив, оштетената страна или Мартина реши да зборува за нејзиното заминување од Дупер и првпат јавно пред нашата камера да раскаже се што се случувало изминатите месеци. Да бидеме искрени, се изненадивме кога ни ја кажа причината зошто Илчо и Борис и дале отказ. Зборот патетично е премалку. Ова е приказната на Мартина. Мартина, Дупер едно време, сега како да ти се обратам? Само Мартина може? Може Мартина, да. Знаеш сега зашто сме тука, ова е ексклузивно првпат на камера да зборуваш што се случи со бендот кој што беше еден од најперспективните во Македонија, одек на веста дека условно се распаднавте. Ајде да ја слушнеме твојата страна од приказната. Мојата страна е дека ја ќе кажам дека јас не сум дел од бендот, Дупер се уште постојат како Борис и Илчо. Мислам дека главното нешто зашто јас не сум во бендот е една, не знам, нефункционалност кај имавме заедно со нив двајца, поради од една страна не правење на компромиси, затоа што кога сакаме да решиме некој проблем, мора двете страни да направат компромис. Не мислам дека тоа беше случајот. И едноставно мислам дека кога едно е да бидеш професионален, а друго е кога во професионалност ќе ги измешаш и другарските чувства. И мислам дека тоа беше најголемата причина зашто не успеавме да бидеме веќе. Го спомна личниот фактор, колку време вие се знаете и функционирате заедно, како одеше таа соработка пред нели да станете Дупер и кога станавте Дупер? Дупер станавме мислам дека пред прилика 2 години. Затоа што пред да биде се ова јавно и пред да се случи првата песна и сета, работевме една година заедно, а пред тоа секако се знаевме како личности, како другари, не бевме многу блиски другари, ама се знаевме, секако имавме искачано заедно и не знам, едноставно мислам дека како луѓето се менјаат, работите се менуваат и тоа е тоа, така треба да биде едноставно. Што беше она капка која што ја прели чашата овој пат? Имаше секакви нагаѓања по Твитер, по Фејсбук, нешто фанкшуи беа во целава приказна вмешани. Колку тоа има вистина? Да, тоа е вистина. Да. Тоа е не би сакала. Што се случи? Па искрено не би сакала да бидам страната што само ја ќе ја кажам приказната и затоа што секоја приказна си има своја страна. Ај ние твојата страна да ја слушнеме колку тоа беше точно, а колку не. Која беше навистина причината што ја прели чашата овој пат? Причината што ја прели чашата беше тоа. Јас сакав да одам на концертот, имавме несогласување околу тоа. Одиш на концертот за да настапиш со нив или чисто да одиш да го гледаш концертот? Сакав да го гледам концертот, да. Сериозно? Да. Тоа беше причината, главна вистина, да. Чекај сега, сакаш да ми кажеш ова што велиш дека се измешаа личните со професионалните односи, дека ти беше условно забрането да одиш на концерт на фанкшуи? Па, не знам дали може да се каже условно забрането, ама беше како нека теза да речам дека би било лошо ако јас се појавам таму, ама не, на крај не се појави. Не се појави на крај и кога седнавте, кога разговаравте дека ова не е окей ваквиот некоректен однос и како беше кога решивте дека повеќе нема да функционирате? Видовме ние понашто го напиша и Бобан Милошевски како собственик на Авалон и дечките од Дупер дека они повеќе не се со тебе и сега се вртеа некои приказни дека они тебе ти избркале. Што е престрого и пресериозно. Не беше заеднички решено, тоа ќе кажам и ќе го потврдам, да ми соопштија дека сакаат да продолжат без мене. Колку време траеше овој, колку време ти се трудеше да ги изгладиш односите што се вели во бендот? Стварно, овој изминат месец, да, се случуваше тоа цело време беше, ама да пробаме затоа што
стварно сакав да го надминам ова само заради некои повисоки цели и на некој начин професионални цели, затоа што мислам дека имавме одговорност многу голема. Се уште оние имаат и јас ја имам како личност да продолжам да правам музика и на нив им посакувам многу успех. Што си кажавте последно кога се видовте кога решивте да се разделите? Не си кажавме ништо. Толку беше тешко било што да се каже од двете страни? Па, ја би сакала, не знам, би сакала да чујам нешто, ама не ми кажа ништо. Ајде, јавно ти што ќе им посакаш на Борис и на Илчо од тука па натака? Се надевам дека ќе најдат некој со кој најверојатно мислат дека ќе можат да прават компромиси и дека ќе бидат малку, не знам, вака, мислам, сакам да кажам дека за нешто да се изгради и да се издигне треба да има разбирање, другарство секако треба да има, треба да се сакате како личности, да има многу професионалност, да се зборат работите, компромиси, многу компромиси и се надам дека ќе најдат некој со кој може да функционираат или дека оние двајца ќе успеат, затоа што тоа е тоа. Мислам дека се случува со причина и дека вака требало да биде и тоа е тоа. Ние сега ќе го ставиме на страна Дупер и целата оваа приказна. Каде ќе те видиме тебе следно? Што е она на кое што работиш после целата оваа драма? И покрај драмата не престанувам да работам. Одам на факултет, вежбам, правам музика, спремам повеќе ствари и ќе снимам нешто за многу брзо, најверојатно ќе излезе за брзо. И имам исто така, да, исто имам проект европски што ќе патувам ко периодов целава година следна кога ќе патувам низ Европа и тоа е супер искуство. И не се застанува, мислам ова е убав, ми беше мило што на некој начин го доживеав се ова, затоа што стварно не знам, многу е убаво кога добиваш толкава поддршка од луѓе и стварно изминативе 3 дена добив ненормална поддршка и сите луѓе што ми пишаа, стварно имам многу поддршка и сум многу мотивирана за да продолжам понатаму. Кој е можеби најдрагиот спомен што ќе го паметиш од изминатава година како дел од Дупер? Концертите, дефинитивно. Тоа е многу убава енергија. И дали ја слушна нивната нова песна? Не учествуваш на нејзе, претпоставувам? Учествувам, таа е исто. Таа е всушност последната? Следната заедничка, да. Тоа е и моја песна, да. Претпоставувам тоа што ти се допаѓа. Секако. Ти благодарам, Мартина, ти посакувам многу среќа, ние ти стоиме на располагање за ова ново што планираш да излезе. Фала многу.